Добар ден на сите пријатели. Здраво живо, се гледаме за прв пат во моите видеа, значи ќе има повеќе. Сега во првото видео ќе зборувам за безбедноста во возењето моторцикл или скутер, како сакате. Значи, што е најважно, кои работи се многу важни кога ќе почнете да возите мотор. Прво и основно е да се почитуваат сите правила и прописи, сообраќајни знаци. Второ е знаењето околу возењето на моторот, држењето на моторот, да го почувствувате моторот. Значи, а најважно од се е брзината, да прилагодите брзината. Значи, знаците за брзина строго да ги почитувате. Значи, тие се поставени за да можете да имате време за да го запрете возилото. Поради бројните ситуации во кои ќе можете да се најдете, во кои ќе можете да ги чекате, да ги пречекате. Значи, едно од неколку такви ситуации се, например, дупки, одрони на патот, животни, желки и така натаму. Значи, опасни свиоци, завои, непредвидливи излегувања на возила и пешаци. Така да морате вие најбитно, најважно од све е да прилагодите брзината на патот. Не спомнав дека овде исто така многу битно да може да се каже и песок на патот кога се работи за моторцикли. Знаеме дека моторциклите се на две тркала, значи многу е битно и кочењето. Кочењето е кај моторите е со едно и две тркала, но треба да кочите и со предно и со задно. Значи многу е битно и патот на кочење, времето на кочење. Значи секогаш да бидете на штрек од непредвидливи ситуации. Во таква ситуација се наоѓаат многу поединци, возачи моторџи, и кога ќе дојде касно, веќе немаат време за кочење. Затоа треба најбитно да прилагодите брзината. Посебно ова важи за малите моторчиња, скутерчиња кои што возат 70 и 80. Сите ставаат, акцентот го ставаат на звукот, на јачината на звукот, но доколку тој е фабрички издув, нема никаков проблем. Тоа е мерено од фабрика, децибели, има хомологација, значи уредни документи и сега како звучи моторот, тоа е небитна работа, но најбитно од све е брзината. Полицијата треба да ја занимава, брзината, да се занимава со брзината на возење. Звукот исто така може да се каже дека додатни издувни системи може да се дозволени, но не е дозволено да нема приглушувач. Значи, доколку има приглушувач, све е дозволено. Обично станарите се жалат на приглушувачите, на звукот, и тоа го контролира полицијата, го контролираат и техничките прегледи при продолжување на важноста на регистрацијата на возилото и така натаму. Према тоа, јас затоа се одлучив
да се осврнам на безбедноста попрво на возењето на мотор, отколку на звукот. Вака прилика ги кажав најбитните работи кои што треба да се осврнат на безбедноста на возењето на мотор. Брзината значи секогаш да биде прилагодена спрема патот. Сообраќајните знаци строго за брзина значи строго да се почитуваат. Посебно знаците за опасни свиоци во лево или во десно и така натаму, одрони на патот, животни на патот, меѓу кои и жилки може да ви сврли од патот. Затоа автопат е едно каде што брзината и покрај тоа што е автопат не треба да биде над 120-130. И покрај тоа што е право, пак повторно не треба да биде над 120-130. На другите патишта 70 до 80 максимум. Значи и да прекорачите за 5, ама тоа е за 5. И имате можност и време да закочите доколку искочи некоја непредвидлива ситуација. Но доколку за 20 е поголема брзината, немате да можете да закочите, ќе немате време. Затоа ова е моje обраќање до сите моторџии или идни моторџии. Последиците се катастрофални. Кацига задолжително, опрема задолжително. Најбитно од се, кацига се става и до продавница, што се вика, затоа што може да ве погоди или инсект во око, или камче, или било што, и да имате тешки последици по здравјето. Значи тоа може да допринесе до пат или до невнимание на возачот на моторџијата. Затоа тоа ми беше целта на моето основно обраќање, затоа што последиците ги гледате и самите, тешки телесни повреди и инвалидитет и не дај Боже и губење на живот. Према тоа, помагајте на луѓето доколку видите некој му е потребна помош, застанувајте на пат, укажувајте прва помош, бидете хумани. Толку имам сега за сега во моето прво видео, моето прво обраќање. Бидете поздравени и секое добро, се гледаме во наредното видео.